На денешен ден, 18 септември. Денеска е меѓународен ден на геолозите. 1502 година, шпанскиот морепловец од италијанско потекло Кристофер Колумбо пристигна на Коста Рика на четвртото и последно патување во новиот свет. 1709 година, роден е англискиот писател и лексикограф Семјуел Џонсон. Неговиот речник на англиски јазик од 1755 година повеќе од еден век важеше за најавторитетен на англиското говорно подрачје. 1753 година, во Москва умре Христофер Жефарович, еден од најраните македонски преродбеници, свештеник, писател, ликовен уметник. Зборуваше речиси на сите балкански јазици, а го познаваше и латинскиот јазик. Беше еден од најдобрите и највлијателните ликовни уметници на Балканот. Автор е на книгата Описание светога Божија града Јерусалима, како и на книгата со световна содржина Стематографија, која има посебно значење за хералдиката. Роден е во Дојран околу 1800 година. 1820 година, францускиот математичар и физичар Андре Мари Ампер ја објави теоријата за електромагнетното поле. Неговите откритија имаат големо значење во областа на електричниот магнетизам. 1905 година, во Стокхолм е родена Грета Гарбо или Грета Луиза Густафсон, шведска актерка, една од најголемите легенди на Холивуд. Умре во Њујорк на 15 април 1990 година. 1912 година, во Истанбул е роден Густав Влахов, македонски револуционер, политички работник, дипломат и носител на партизанска споменица 1941. Тој е син на македонскиот револуционер Димитар Влахов, кој имаше големо влијание Густав рано да се вклучи во револуционерното движење. 1929 година, во селото Клечовце, Кумановско, е роден Драган Богдановски, еден од најпознатите политички емигранти и идеен творец и почесен председател на ВМРО ДПМНЕ. Погребан е во Куманово на 1 август 1998 година. Умре во Копенхаген, Данска, во месец мај 1998 година. 1938 година, во селото Мудрич, Дебарско, е роден Бошко Смаќовски, македонски писател. Негови дела се Мајски звончиња, Додека роси, Мудричка тетрадка, Големи и мали, Животот занаед најтежок и последното негово дело Лето Господово, Лето ѓаволово. Умре во Скопје на 13 март 1998 година. 1981 година, во Франција е укината смртната казна. 1987 година, умре Драги Крстевски Амфи, еден од најпознатите македонски артисти, член на драмата при Македонскиот народен театар. Роден е во 1929 година. 1997 година, исламски терористи во центарот на Каиро нападнаа туристички автобус, при што убија 9 германски туристи и египетски возач. 2001 година, председателот на САД Џорџ Буш потпиша документ со кој се одобрува воена акција против одговорните за терористичките напади во Њујорк и Вашингтон од 11 септември.